shut 'em all off for you 'cause I was a kid. You were everything but always say you're misunderstood. May all my moments your own, just back with you. Волонтерството е важен чинител за развој на заедницата. Ова утро сакаме да ве поканиме сите вие кои што досега во текот на вашиот живот не сте се приклучиле кон волонтирање, кон некоја од заедниците каде што и организациите каде што можете да волонтирате, да го направите тоа уште денеска и веднаш. Волонтерите не се платени затоа што се безвредни, туку затоа што се безценети. Ова утро ќе разговараме со проектниот менаџер Андреј Наумовски, кој што доаѓа од волонтерски центар Скопје. Ќе зборуваме за волонтерството, но и како да ве поттикнеме да волонтирате уште денеска. Андреј, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и благодарам на поканата и добро ве најдов. Убави настани, каде што се надевам дека ќе од овој настан кој што се случува денеска ќе се потикнат пред се младите, но и сите луѓе кои што се чувствуваат способни дека можат да помогнат, да делуваат и да волонтираат во заедницата. Па ајде да се вратиме на почетоците, што представува волонтирањето. Најпрво искрено се надевам дека сето ова може да се случи, дека не само до нас туку и многу други и самиот порив на луѓето ќе тргне во волонтерството. Волонтерството како волонтерство значи дека колку можеме да дадеме ние самите за нашата заедница и за нашето општество. Без разлика дали е тоа со 20 минути дневно, 20 минути седмично или 20 минути месечно, од она што го имаме како енергија, како искуство, како вредност што имаме во нас, со цел да го подобриме нашето живење и животот на луѓето околу нас. Кој се може да волонтира? Обично сакаме секогаш да ги поттикнеме младите. Ние како младиве, например, јас се ставам тука како во оние денови кога одиме во средни во основно училиште, сите сакаме да се приклучиме кон Црвениот крст, но и од таму се почнува. Секогаш треба да се почне од негде. Кој е вашиот совет од каде да се почне? Така. Да, Црвениот крст е најчесто на почетна точка каде што почнуваат младите да волонтираат. И секако е добро да почнеме од младите, светот на младите останува. Меѓутоа, она што морам да кажам, дека имаме доста млади кои се активни, кои сакаат да бидат волонтери и ги поттикнувам заради тоа што можат многу да добијат. Овој настан денеска што се случува може стварно допринесе да видат зашто да волонтираат. А од друга страна е многу важно да ги поттикнеме и сите оние други, без разлика дали се вработени пензионери, невработени, што имаат некое време што би сакале да го посветат на некоја општа цел, да се приклучат кон волонтирање, затоа што имаат безброј придобивки. Младите, например, да речеме, кога ќе размислиме за работно искуство, волонтерството може да се смета или да го приклучиме во на искуство во одреден дел или во одредена струка или професија што може да имаме. А кога зборуваме за некој повозрастен, например, секогаш е добро кога ќе можеме да слушнеме искуство и совет од некој повозрастен, посебно за она што го работиме или што може да се сочуваме во моментот. Какви се придобивките за личноста која што волонтира од волонтирањето, но и за заедницата? Ова мислам нека бесконечна листа, така да она што прво секогаш ми паѓа на ум, посебно кога зборуваме за млади волонтери е дружба, малце да излегување од својата комфорт зона, правење нешто добро и некоја лична сатисфакција што може да се добие од она што ќе се случи. Така да сите овие работи се оние барем почетокот и делот на тоа што земаме како волонтерство. Во однос на заедницата, мислам дека сите ние цениме кога ќе имаме некој околу нас кој ни покажа позитивен пример. Она што сметам дека е секогаш учиме најдобро по примери и најдобро е кога сами пробуваме нешто. Кога ќе го направиме тоа, секогаш заедницата има некако поголема корист во однос на тоа што било претходно. Така да мој поттик, моја препорака е приклучете се колку што можете, колку што имате време, затоа што знам дека колку што ќе допринесете вие, тоа ќе почувствува и заедницата за тоа околу вас. Како да се мотивираат пред се младите и луѓето во земјава да волонтираат? На оваа тема баш имавме една јавна дебата, пред прилика
околу еден месец во крајот на мај, каде што беше насловена зошто да волонтирам. И разговаравме со некои чинители во општеството на оваа тема како да ги мотивираме. Она што е како заклучок е дека имаме мотивација, младите имаат мотивација, луѓето имаат мотивација да волонтираат. Она што треба да направиме сега моментално да понудиме што повеќе програми со кои можеме да ги инспирираме да бидат поактивни, повеќе да бидат вклучени во општеството. Волонтерски центар Скопје, меѓутоа како и партнерите на проектот и СОС Детско село и Женски форум Тето, меѓутоа и водечкиот партнер на проектот Коалицијата на младински организации сега нудат доста програми за волонтирање, меѓутоа има безброј други организации кои може да се вклучат и да допринесат во однос на тоа што им се интересите и вредностите кои ги ценат во животот. Да, навелиш 20 минути дневно или 20 минути седмично, но мислам дека летото е навистина еден супер период, каде што сите имаме малку повеќе слободно време, па е одличен период за да се приклучиме кон волонтирање на некаков начин и да придонесеме за подобро на заедницата. Така, тотално се согласувам. Не само летото, мислам дека и во зимата е сосема солидно, со оглед на тоа дека имаме потмурни денови, кога сме дома затворени. И мислам дека кога ќе волонтираме ни се отварат малце повеќе видици, нови перспективи и верувам дека тоа е еден од најголемите плусеви на волонтерството. Така да во било кое време секогаш може да допринесете некако. Летото не поттикнува да бидеме поотворени и повеќе надвор и да размислуваме повеќе за другите. Меѓутоа сметам дека ако го правиме и во зима и во есен, не знам кога имаме не толку сонце, ќе имаме подобро чувство како самите нас, така и заедницата. Колку луѓето во Македонија волонтираат и сакаат да волонтираат еве во споредба со регионот? Ова е малце тешко прашање, пред се заради тоа што дека треба да зборуваме за некои статистики, меѓутоа она што можам да кажам е дека има доста заинтересираност за волонтирање. Младите и не толку младите се заинтересирани да се приклучат кон волонтерски акции, волонтерски проекти, како на краткорочно, така и на долгорочно ниво. Она што можам да кажам во однос на соседите или например на регионот и на Европа, тоа е доста развиено и се надам дека ќе попримиме, ќе преземеме добри практики едни од други. Како Македонија може да пренесе нешто во странство, така и обратно да можеме да донесеме тука. Волонтерски центар Скопје работи со волонтери како локални од Македонија, така и меѓународни. Така да тоа е една од основните цели каде што принесуваме практики или добри искуства тоа што можеме како да направиме да заедницата биде подобро место за живење. Андреј, ти благодарам за одвоеното време. Се надевам дека ќе поттикнавме луѓето и дека уште денес ќе се приклучат во некоја од организациите каде што може да волонтираат, да помагаат и сите заеднички нели да направиме една поубава заедница и општество во кое што нели сите заедно живееме. Искрено се надевам. Нека биде ова покана до сите да колку може да се приклучат да волонтираат. Јас секогаш ќе оценам нивниот волонтерски ангажман, без разлика дали е во организацијата каде што сум вработен или на некое друго место. Така да искрено се надам дека ќе да тргнеме од тука, па морам така ќе правиме да биде све подобро. A small box and we're all hot inside. I'm feeling so down.